Преговори за членство во Европската Унија нема да има, се додека не се исполнат условите и конечната одлука треба да ја донесат земјите членки, информира портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Таа е децидна дека препораката на комисијата за почеток на преговорите е услов за спроведување на сите делови од договорот од Пражино и приоритетите за итни реформи. Ова ги вклучува системските слабости во владењето на правото, отворањето на пристапните преговори, кога ќе се исполнат утврдените услови, е одлука на земјите членки, односно на Советот, објаснува Коцијанчич. Новиот претседател на владата Зоран Заев пред неколку дена изјави дека ќе направи се условената препорака да биде тргната, а истиот став го повтори и синоќа. Ќе генерираме политика на заедничка европска иднина. Историјата ќе не спојува заради тоа што ни е заедничка. И нема да се срамуваме од таа работа, да кажеме дека споделуваме заедничка историја со овој сосед, со другиот, со третиот, со петиот, со било кој. Заради тоа што тоа се вредностите на Европа. Нашите граѓани 75% ни викат, местото ние во Европска унија. Од тој аспект треба да го искористиме целиот позитивен амбиент кој што постои во Македонија. Ја користам приликата преку вакво прашање да информирам дека се дефинирани многу прецизни агенди на патот кон Европската унија и НАТО. За да исчекориме кон добивање датум за преговори, мораме успат да ја тргнеме таа условената препорака. Од Македонија нема веќе чиста препорака, има условена. Првиот услов беше кредибилни и регуларни избори, фала Богу се заврши. Вториот услов беше реформи. Реформите ако почнат и дадат свој резултат, а верувам дека во брзо време не може правосудството да даде резултат, а медиумите можат. Не знам, дел од јавната администрација може. Народниот правобранител веројатно може. Заедно ќе ги дефинираме тие први чекори за да види Брисел дека Македонија тргна успешно кон реформите и да ја тргне ова условеност. Во однос на членството во НАТО алијансата, Заев изрази надеж дека Македонија многу брзо може да стане членка на алијансата под привремената референца, а паралелно да продолжат разговорите со Грција за спорот за името. Целата агенда за мене значи инклузивен процес со можност за изнаоѓање на решение на проблемот. Јас се надевам, искрено се надевам, транспарентно зборувам, дека ќе создадеме до толку позитивен амбиент, да нашиот јужен сосед, пријателска Грција, не разбере и ни помогне. Да го ослободи ветото од НАТО и Македонија стане членка на НАТО под оваа привремена референца што ја имаме. Ке преговараме за името на патот кон Европската унија. Грција може 35 пати да не блокира на секое поглави. И вклучително и 36-тиот кога ќе се одлучи за полноправно членство. Ако тоа го возможиме и го побараме како земја, како помош од јужниот сосед кој што треба да не биде испорачен. Но тоа не може да го побарате ако го провоцирате јужниот сосед. Треба да имаме инклузивни политики. Верувам дека и геополитички интерес и на НАТО алијансата да ни помогне да се тргне тоа вето со еден пријателски пристап и од страна на Македонија кон Грција, за да можеме да чекориме понатаму. Предходно, Европарламентот со усвојувањето на резолуцијата за Македонија ја потврди 8-та позитивна препорака на Европската комисија за отворање на преговорите за членство на Македонија во Европската унија, но со услов исполнување во целост на договорот од Пражино и итните реформски приоритети на Европската комисија.